Закана или заповед? Одберете си сами. Иако одамна нарачавте ликовите да ви ги зографисаат на фрески во храмови, во кои кандила само по полноќ горат, и во кои на крштевки опело за парасто се пее, а по телата ваши фигури на идоли да направат и крај извори да ги постават. За во минутите на глува доба, девици на жртвопринесување да одат. Не сте ни богови, ни светци. Па затоа не коленичам пред вас. И речта моја, која ушите ви затворени ја слушаат како молитва на страдалник, како закана или заповед ја изговарам. Одберете си сами. Не правете од мене метафора за да им дадете смисла на мноштвото ви безсмислености, ниту неправилен сврзник за да создадете ред среде мисловното ви безредие. Не ставајте ме на почетокот за да ви ја влечам сета тежина, ниту на средина, меѓу две запорки и мал избелен простор, зашто таму ќе ме задушите, ќе ме обездушите. Но не имате ни на крајот, за помене да ставите точка и со неа да ме обезгласите, или пред 3 точки, за некои трети да ме докрајчуваат. Не цицајте ме кога исказите ви се жедни за семантика. Не сакам да останам саде форма. Не распнувајте ме, не растргнувајте ме на две различни страни, со една цртичка, греда среде мојата срцевина. Така од мене студена крв се точи и живот им дава на тие што неуморно лежат под мене, рожби на блудта во дамарите на свеста. Не сакам да им бидам спасител. Недостојна ми е таквата смрт. Не ви е грижа за мене? Знам. Не ме создадовте вие? Знам. Ме создадоа вашите предци. Оставете ме, фрлете ме, заборавете ме, витосајте ме. Јас ќе умрам, ама тие пак ќе се родат и пак ќе ме создадат од пепелта под кладите на кои гореа моите мајки, тогаш кога вие не ќе постоите. Дајте ми да бидам самотник, сал обичен збор или обичен знак, нешто што укажува на нешто друго. Почитувани создавачи и пресоздавачи на современата македонска книжевност, драги влюбеници во убавата реч и добрата мисла, добре дојдовте на книжевната вечер со младиот поет, чии стихови, читани од поетска и естетска перспектива, сакаат да упатат порака дека со поезијата може да се победи, да се прочисти и трансцендентира пред се личната, индивидуалната историја, па и генеалогија, а преку тоа и колективната историја. Добре дојдовте на вечерта со творештвото на младиот книжевен критичар и антологичар, кој важи за афирматор на својата книжевна генерација, но и за вонсеријски зналец, кој решил своите способности да ги искористи за унапредување на националната наука, за книжевноста на што укажуваат неговите досега објавени стручни и научни трудови, со кои сериозно зачекорува во просторот на македонската книжевна наука. Добре дојдовте на вечерта со творештвото на младиот македонски есеист со полемичен дух. Добре дојдовте на книжевната вечер со Иван Антоновски. Главни поводи за вечерашнава средба, која што ја започнавме со арија на Јохан Себастијан Бах во изведба на Пламенка Трајковска квартет и со воведната песна од најновата поетска книга на Антоновски се објавувањето на второто издание, кое стихозбирката Крикови од неископан гроб го доживеа по само 4 месеци од незиното прво представување пред читателската публика и наградата 26 јули Франк Манинг за најдобар студент на завршна година на студии, која неодамна Универзитетот Свети Кирил и Методи му ја додели на Антоновски. Но тие не се единствените. Годинава делови од неговото поетско творештво беа препеани на повеќе странски јазици
и поместени во неколку меѓународни поетски антологии и зборници, пошто овој млад македонски автор беше и учесник на неколку значајни книжевни манифестации надвор од Република Македонија. Истовремено во повеќе домашни и странски научни списанија беа објавени и неколку негови стручни и научни трудови. Откако минатата година беше објавена антологијата на најмладата македонска поезија и проза Ветерот носи убаво време, која Иван Антоновски ја приреди заедно со професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, во моментов во Србија, во печат е антологијата на македонската љубовна лирика Од Копнеш до Ерос, која што е уште еден нивен заеднички проект. Ова беа доволно големи причини за културно-информативниот центар Скопје, на крајот на ова 2013 да организира оваа средба и да го представи севкупното досегашно творештво на Антоновски како поет, есеист, публицист, антологичар, книжевен критичар и преведувач. Творештво кое и според неговиот обем и според неговите квалитети ги надминува очекувањата кои можеме да ги имаме од еден млад, 23 годишен човек, посветеник на книжевноста. Вечерва за Антоновски и неговите досегашни остварувања во книжевноста ќе говорат професор доктор Кристина Николовска, Душко Крстевски и професор доктор Венко Андоновски. Ја поканувам професорката Николовска како еден од најдобрите познавачи на поезијата на овој млад автор да го започне вечерашно наше патување низ лавиринтите на творечкиот пат на Антоновски. Повелете, професор. Вечерва не собра голема радост. А има ли по-радост од славење на поетската сладост? Мене, драги пријатели, ми припадна уживањето заедно со вас да се насладувам од поетската медовина на авторот Иван Антоновски. Благодарна сум му на Бога што не скроти и вдоми вечерва во овој салон на уметноста и убавината, што ни подели парче светлина, мене, на Венко и на Душко. Јас сум адвокат во јавност, адвокат на поезијата на Антоновски. Мене ми припадна честа прва да се изјаснам за најновата стихозбирка на поетот. Но како растеше поезијата на младиот Антоновски? Првите 4 стихозбирки впечатливо го најавија талентот на поетот, но и поетскиот капацитет. Збирките Детски мисли, Детско пријателство, Детски исчекори и Треберење на природата мощне рано навестуваат вонселиска поетска иднина. Жанрот детска поезија е одлично освоен со оваа поетска фаза. Балот на листовите не е само наслов на една песна, туку е споредбена слика за се она што се случува во внатрешниот свет на оваа поезија. Танцот на листовите од листопадните дрва е раскошен, колку и поетскиот свет на овие стихови, кои се вешти, ударни, јасни. Фасцинира богатиот креативен свет и јасната насоченост кон суштината на пораката. А младешката љубовна понесеност симпатично се опива во збирката Кога те молев да пораснеш. Со појавата на најновата стихозбирка Крикови од неископан гроб во јануари годинава, Иван Антоновски сериозно го привлече вниманието на читателите и на критиката. Блескавата поетска енергија успеа да разбуди читателско море. На младиот поет му се случи настан да биде најчитан актуелен македонски поет. Замислете, за само 4 месеци од промовирањето на книгата, изданието веќе беше исцрпено, а во рок од неколку месеци добивме преиздание. По што можеме да го паметиме најновиот поетски зафат? По идејата дека идните гробови опасно и симптоматично испуштаат крикови кои насетуваат нешто страшно, навестуваат. Но сепак тие се уште неископани. По наумот дека токму животот може да биде страшниот силувач, силувач на сестрата, сестрата на поезијата, која тој, силувачот, неа ни допре. За поетот, животот е индиректниот, суптилниот силувач, далеку поперфиден од манијакот монструм силувач. Оваа поезија не отвара горчливо сознание дека секојдневните полулегитимни силувања, маскирани малтретирања кои се граничат со кривично дело, се исто така голема закана и опасност, колку и официјалните
дефинираните кривични дела според законите и правото. Но зошто гробови? Зошто крикови? И зошто неископани гробови? Дали затоа што вреките, наречени живот, собираат се што и опасно навестуваат кобни крикови од идните гробови? Незбиднат гроб, место одредено за смртна постела, за смртен стан, тоа ли е изворот на криковите од оваа збирка? Морбидно? Да. Страшно? Да. Но ете во такви идни јами се гнездуваат криковите на поетско-филозофските размисли. На нашиот поет, млад по години, а зрел по писмо и дело. Предгробен живот, живот пред гробот. Но живот ли ако се дели на пред и после гробот? Живот во кој оддапред се знае исходот на се и сраотно се наслушува повикот на идната црна конечна адреса. Предгробни теми, теми во кои се покренуваат аманети, насилства, оставнини, поетски. Време, предгробно време. Во време не време расна оваа поезија, време на гробокопачите. За времето на нашето гробокопање пее поетот, каде се е во знакот на повеќе кратно раѓање и повеќе кратно умирање во текот на еден живот. Во предгробно време се разбранува филозофската река на оваа поезија, но таа сепак се извишува над сите можни времиња. Ете, никој досега не се замислил на судбината, интимата на судбината. Поетот ја повикува на одговорност судбината. Оваа филозофска провокација на судбината расте низ градации и хиперболи, кои раснат емотивно згрозувачки однос на поетот, кој низ иронија гледа иронијата на судбината. Оти незината иронија не е само незина, туку и наша. А како тоа? Така што океаните ќе ти се маскираат за нејасниот и злоупотребен термин судбина. Ова е голем бунт против судбината. И тоа судбината во наводници, против се и се што неосновано се нарекува судбина. Низ оваа поетска река се копнее подлабинската врска меѓу предците и потомците. Ни ветува дека грижно ќе ја чува вертикалата на современата македонска поезија. Со себе, преку самата себе. Поетска енергија, ете тоа донесува оваа книга, и покрај морбидните, мрачните и гробни теми. Богата и иновативна лексика, провоцирање на најсложени стилски искуства, чувство за композиција, и на песна, но и на поетски циклус сплотен во стихозбирка. Акрибичен, до перфекција грижлив однос кон својот дискурс, внимателен и иновативен приод кон јазичната материја која се искушува на страотни теми, сериозност на приодот кон високиот поим македонска поезија и воопшто поезија. Студиозен однос кон поезијата, култивиран однос кон самите себе. Поетскиот глас на Антоновски е рано созрян, свој и доволно акустичен, за да се рамни со големите писма на нашата поезија на 20. и 21. век. Поетскиот зафат, визија и план се далекусежни по својот резултат. Оти добиваме конкретни поетски резултати кои може да ја представуваат нашата уметност во светот. Нека не се грижи главната вертикала на славната современа македонска поезија, оти младиот мудар поет Иван Антоновски грижно ја длаби, резба и чува основната патека на нашата поезија. Иднината нека му подари и поведри теми, та да не разведри. Сепак, криците на животот, криците на поезијата живот и во оваа книга суптилно се надвишуваат и победуваат над криците гробни. Во оваа книга суптилно се слави музиката на дишењето. Колку и да расте таа од ехото на криковите од недоископаниот гроб. Животот може да биде затвор, кафез или дури недоископан гроб, кој самите сме си го почнале при живењето, или што би рекол га не преживе. Книга во книга сме вечерва, салон во салон. Каде триумфот на животот над смртта се води преку поезија. Самата поезија е живот, кој му пркоси на предгробното и задгробното време. Го слушам великиот Анте Поповски, кој не подсети дека ние понекогаш само ја живееме смртта на саканите, на блиските. Оваа поезија
пак живее во своето предгробно време и не гледа со тестаментални, аманетни очи. Но оваа книга не отрезнува колку е животен животот и колку неговиот сок е всушност поезија. Блескава поетска енергија. Вечерва ја славиме. Збогување со сенките. Јас, некогашниот професионален продавач на сенки, кој свесно, дел по дел, самиот се распродаваше себе си. Сега ја трпи болката на суровата метаморфоза во современ парталав питач на милостина, кој талка по улиците на родниот град, трагајќи по она од што самиот се одрекол и одрекувајќи се од некогашното одрекување со надеж дека сепак постои некој што ќе му каже каде го оставил неговото второ јас. И ете, ја пронедов улицата по која некогаш ги распустилав моите сенки по двориштата, но не, тоа не се истите избледени слики од судбинскиот албум на мојата меморија. Именувана со некое новосоздадено име, со куќи изградени без правилни пропорции и означени само со парни пројави, таа како да не е истата што некогаш ја знаев. Влегувам во тие стокатни градби на невремето и огништа разгорени во нив баран, да најдам барем малку родинска пепел и со неа да си ги исчистам гревовите. Отисал во неа можам да го најдам она изгубеното по кое безнадежно трагам. Но огништа што души човечки топлат во оваа улица изгледа одамна нема. Гледам само лице и без насмев и без солза, ми говорат со мои мајчини зборови, ама мислата не им ја разбирам. И чувствувам како преостанатото парче од мојата распарчена душа во парче мраз се престорува. Дури од моите раскрвавени очи, наместо топла, изворска вода, отпочна да врне леден дожд. Окаде сте трошни семејни куќи со темели цврсти, неизгниени, во кои некогаш го жртвува второто јас? Окаде сте столбови се издржливи под кои лежат моите силуети жртвеници со контурна линија од сончева светлина? Молк. И моето ехо веќе е немо во оваа улица на која некој насилно и воздухот го одзел. Ги нема, а местото им е тука, кај што некој созидал надземни катакомби за во нив да ги насели живите луѓе. Мрак, како некој со лопати да фрла земја од другата страна на небото над градот. Неродена звезда одгоре падна во гробиштата што го запоседнале ридот. Кој ли умре во овие задоцнети часови? Камбаните не почнаа да бијат и само пискотот на тишината се огласи. Ми ја објави веста. Сега веќе со сигурност знам и му велам збогум на второто јас. Сите мои сенки остануваат тука, длабоко, долу, затрупани под урнатините на едно време во неуништливите темели на градот. Оглас. Се бара мајстор, ама не како било, туку велемајстор, кој ќе знае да изгради свечена сала во која ќе има доволно први редови, во кои сите места ќе бидат подеднакво важни, за да може во нив да се зберат сите велесуетници што се расфрлани по светов.
Се бара велемајстор, кој ќе знае да изгради и толку голем плоштад, на кој ќе има доволно централни места, за на нив да се постават паметници на сите велико себелюбници родени во веков, кои уште се живи, за да можат мирно да умрат, без да ни остават наследство во нивните тестаменти запечатени со жиг, направен од листот на исушен нарцис. Се бара велемајстор, кој ќе умее да направи алеја на не веле великани, кои сами си ги доделиле ордените. Алеја во која сите гробни места ќе имаат иста длабока длабочина и подеднакво исто значење. Ќе бидат подистоветни сенки и рамномерно исто ќе ги допира истиот зрак на сонцето, за во нив закопаните поспокојно да почиваат, за да не им текне да се повампируваат. И тогаш се да може одново да почне. Од подобар почеток. Од нов почеток. Наградата Нобелова за мир, за спасување на светов. На плакетата ќе пишува еден нов Ное, без арка. Почитувани, по овој блок поезија, доживувајќи ги и преживувајќи ги поетските слики на Антоновски, чувствувам потреба да повторам една од многобројните констатации за творештвото на овој млад поет. Не можам да го искажам она што стихот на поетот во Антоновски може, неискажливото, целата вистина. Не зачудува што поезијата на Антоновски во ниту еден миг не остана нема за книжевната критика, и во Македонија, и во културните средини кои го сочинуваат јужнословенскиот културен ареал. Во 2007, кога за прв пат се појави неговата стихозбирка "Кога те молев да пораснеш", поетот Ефтим Клетников нагласи дека Антоновски е македонски поетски вундеркинд, лирик кој има свој заокружен свет, магнет на асоциациите, како и умешност во добра мера да владее со мените на мотивот. Антоновски е автор кој успева да артикулира својата поетска слика на светот на оригинален начин. Начин обележен од стратегијата на слободата на говорот и на асоциациите. Констатира академик Катица Ќулавкова за тогаш 17 годишниот Иван Антоновски. При првата средба со поезијата на Иван Антоновски почувствував дека тој не само што има талент, туку и Божја дарба. Само така можам да си го објаснам раѓањето на такви блескави поетски творби, со кои тој го воспева својот стих, како на Балканот, така и во европската поезија. Поезијата го надарила со љубов, а љубовта родила вистинска поезија. Тоа свето тројство, талент, љубов и поезија, најверојатно се главната причина за да се појави тоа литературно чудо, наречено Иван Антоновски. Тој е поет целиван од Бога, нагласува истакнатиот бугарски лиричар Ефтим Ефтимов. Како и современата поезија, заедно со она од минатото, да влегла во истиот воз кој заглавил во мрачниот тунел на нечитаноста. Но појавата на младиот македонски поет Иван Антоновски е одличен аргумент против сомнежот за еднината на поезијата. Изгреа таква поезија и таа излегува од тунелот. Артур Рембо во својата 19-та година престанал да пишува, кажувајќи дека тоа е се што имал да каже. Историјата не се повторува. Иван Антоновски е на добар поетски пат, од кој нема да се откаже, оценува поетот Зоран Пешич, Сигма, уредник на културното српско списание за книжевност Градина. Стихозбирката "Крикови од неископан гроб" е и потврда дека Антоновски нема да се откаже од својот поетски пат. Меѓу другото од критиката, таа е оценети како книга во која суптилно се слави музиката на дишењето, колку и да расте таа од ехото на криковите од неископан гроб. Да продолжиме со музика. Анданте од серенадата во Гедор од Волфганг Амадеус Моцарт во изведба на Пламенка Трајковска.
Танато се оживе и пак. Во 3 часот по полноќ го видов Танато слегна до мене, во постелата во која немаше место за двајца. Станав, го измив телото мое и се облеков во свечената руба, која ја чував да биде необлечена и нова, а на појасот ја ставив рѓосаната кама, зашто знаев. По неа, прадедото ќе се сети дека сум потомок негов, иако тој не знае дека сум се родил, а јас никогаш не ја видов неговата лика. Тогаш Танато стана од постелата моја и ми даде знак по него да одам, без да проговори дали е чест или казна што ме води да бидам прв од моево време, што по патот на Одисеј ќе оди. И кога влегов во царството на Хад, во прекорот негов, лутината моја сетив. Зошто дури уште сум бил од другата страна, не сум почнал да раздавам нешто и не сум принел жртва за душата моја, та така сум го изгладнувал. Тогаш се огласи Персефона. Вечен глад во пекол, само тоа било за мене, така во кита подпишувало. И во миг следен, спроти мене, главата своја на туги рамења ја видов, на тело што чинам ко на Херакле ќе да беше. Двојникот мој по лик посегна по камата моја и во рацете своји ја зеде. Се свртев и зад мене видов Танатос, мртов легнал, со кама зариена во градите своји. Двојникот тогаш го снема, а пред мене излезот беше. Чисто небо со сончевина. Повик и јас да се вратам во светот друг, за да му кажам да не ги брои веќе вековите што изминуваат. Отворив очи и видов каде сум пак. Промрморив тивко. Еоле, татко мој и Сизифов, откажи се од мене и дај му на дедала да ме посини и со Икара да се побратам. Танато се, оживеј пак. Почитувани, Антоновски не полемизира само во неговата поезија, туку и во неговите есеи, и во неговите критики, и во неговите стручни и научни текстови. Полемизира за рецепцијата и интерпретацијата на творештвото на македонските антологиски поети. Полемизира за релацијата постмодернизам-посткомунизам. Полемизира за македонската книжевност за деца. Полемизира за отворените прашања за современата македонска култура. Полемизира за заедничката судбина на песната и светлината.
Полемизира за книжевноста како живот и за животот како книжевност. Но секогаш издржано, аргументирано, подковано. И секогаш како афирматор на книжевните вредности, особено оние во творештвото на младите македонски поети и прозаисти. Полемизира и во еден од неговите најнови објавени текстови, текстот "Дали молчи македонскиот писател", во кој јавно ги повика македонските писатели, секој од нив, меѓу другото, да си ги постави и следните прашања. Дали со проблематични критериуми создадовме услови за хорско, стихино испуштање авторски гласови во нашиот културен простор, па и најгласните авторски гласови се придушени од пелтечењата и од вресокот на мнозинството. Дали вистинскиот глас на вистинскиот автор не може да се слушне, зашто е придушен и од гласноста на аплаузите што едни на други, некритички за се нешто, секојдневно си ги упатуваме. Аплаузите што ни станаа погубна традиција. Дали станавме задоволни со тоа што самите си го слушаме авторскиот глас? Дали станавме самодоволни и не ни е толку важно колку допрел нашиот авторски глас подалеку од нас и од нашиот потесен круг? Дали ни е полесно да живееме со помислата дека она што го создаваме подобро ќе биде разбрано во некое друго идно време и не се оптоваруваме со прашањето колку сме слушнати и разбрани денес? Дали се повеќе се задоволуваме со формалностите на културното живење и со ордените што самите си ги доделуваме, па запоставуваме нешто што е многу посуштинско? Многу е веројатно некој да каже дека прашањата што ги поставувам се риторски, а на риторски прашања се одговара само ако се има одговор различен од сугерираниот, па затоа не е потребен коментар. Ама ако е така, ако се согласуваме сите со сугерираните одговори, тогаш би требало да изнајдеме решенија со кои овие прашања по десетина години нема да бидат актуелни, вели Антоновски. И во овој текст тој се потврдува како афирматор на својата книжевна генерација, па вели: кога се говори за писателскиот молк, не малку пати и од повозрасните генерации автори, прстот е вперен и кон најмладата генерација автори на која и припаѓам и јас. Но зар може да се каже дека молчиме кога веќе најголемиот дел од најмладите македонски автори во своите дела водат полемика со своите претходници? Иако со низата заеднички активности како генерација предизвикавме ветер и најавивме убаво време и неколку пати промовиравме и поинаков стил на книжевно живење, може би се уште докрај не сме успеале во предизвикувањето на промените што се очекува да ги оствариме, кои не се творечки потфат, но се клучни за нашиот книжевен простор. Но тоа не значи дека сме молчаливи или пасивни во нашето творештво. Зар молчи Марта Марковска, кога, како што е посочено и во насловот на незината најнова стихозбирка, со својот авторски глас се залага за стрмоглаво упатување кон височините како резултат на екзистенцијалната потреба да му се пркоси на нашево невреме? Зар молчи и Мане Манушев, во чија дебитантска стихозбирка «Ке», објавена годинава, се присутни и револт и гнев од неговото и наше обкружување? Зар молчи Ѓоко Здравески, кога во една песна од својата стихозбирка «Кукичка за птици преселници» вели: не знам зошто се уште молчам, се уште мижам, се подолго го задржувам здивот, ко да се готвам за нешто. Зар молчи автор во своето творештво и самиот му се протиставува на молкот и суптилно трага по негова можна символика? Ако е потребно да кажам нешто и за тоа дали молчам и јас самиот, ќе се запрашам. Дали молчам ако со крикови од неископан гроб порачувам: не правете од мене метафора? Затоа, на вечерашнава средба за Антоновски како есеист, книжевен критичар и антологичар и за неговите први, но големи и сериозни чекори во светот на науката за книжевноста ќе говори еден од оние автори кои го представуваат ветерот што носи убаво време во македонскиот книжевен простор, и тоа и на полето на поезијата, и на полето на книжевната наука. Душко Крстевски.
вечер на сите. Портрет за Иван Антоновски или од кој збор треба да се почне за да се опише еден литературен гений? Првите средби со Иван. Во мената на годинешнава бела ноќ, Иван Антоновски ми понуди да му бидам дел од триото кој ќе говори за неговото дело. Честа се биде со Кристина Николовска и со Венко Андоновски на иста страна од клупата и да се зборува за поезија, за уметност, за животот воопшто. Тогаш ме обзеде чувство на чест и радост, ама од кога започнав да препрочитувам се она што Иван го напишал, ме фати страф. 23 годишен млад човек кој се испробал во толку жанрови. Листата е долга, ако започнам да бројам, ќе се претвори се во попис и нема да се зборува од литературната страна. Би сакал да говорам за него од позиција на пријател, колега, брат литерат и сето останато. Нашата прва средба била во библиотеката по македонска книжевност. Иван барем така се сеќава, а јас ако си го вратам филмот наназад, се сеќавам дека за прв пат го видов на една од националните телевизии. Младо дете кое зборува за поезијата со оган на возрасен поет. Тоа беше периодот кога зборот поезија барем мене ми личеше како збор табу, збор светост, збор кој многу си тежи кога ќе се каже. Младиот човек зборуваше торжествено, не баре поезијата му ја населила секоја клетка од телото. Подоцна, по неколку неврзани муабети и средби на книжевни манифестации, а од ова лето и поинтензивна дружба, ми се врати филмот за детето поет, како што тогаш го нарекував. Кога го започнав погледов, сакав да започнам од неговиот патопис низ големото око на Велика Британија. Прекрасна приказна за младиот човек, младиот амбасадор Иван низ Велика Британија, пресудната точка кога решава дека литературата ќе остане негова вокација и релаксација. Мноштво епизоди низ детско око кои најавуваат голем писател. Антологичарот Иван. Пред 2 години овој млад човек ми побара песни за една антологија на македонската поезија и проза од најмладата генерација. Професорот Венко многу добро знае што значи тоа нови тенденции, најнова генерација, најмлад бран, најнови очекувања и така натаму, некои фиоки кои што се секогаш банални, ама ете Иван се нафатил на една лавовска задача заедно со професорката Весна Мојсова Чепишевска да направат еден избор, еден преглед на најмладата поезија и проза. Оваа антологија насловена како Ветрот носи убаво време е една од најдобрите и најнетенденциозните македонски антологии што сум ги прочитал. Не дека јас сум таму, ама навистина имав такво чувство. Антологија правена по избор на стихови и реченици кои ги фрапирале него и Весна, а не на модел дај ми го натиго. Таа антологија дава една силна и здрава слика на тоа што младите творат, како пишуваат, што порака праќаат, дали им е гајле дека не праќаат или слично. Изработена со дух, со стил, со макотрпна работа, каде заедно со Весна се обидувале да тргнат некого, да додадат млади поети прозаисти, додека сите предходни, барем повеќето предходни антологии на поетите родени во доцните 70 и раните 80 беа некако пократки и функционираа во некој позатворен круг. Сега пак, правејќи една одлична антологија од 34 македонски поети и прозаисти, се отвори една нова пубава слика за тоа што се крчка во македонската литературна куина. Исто така Иван е потписник на уште една антологија на македонската љубовна лирика, работена повторно заедно со професорката Весна. Од антологичарот Иван до полемичарот Иван. Иван е скромен поет. Не скромен по квалитет или опус, туку скромен по однесување и прифаќање на титулите наградуван поет, антологичар, есеист, студент на годината, преведувач, предавач и слично. Секој друг веќе кај втората квалификација ќе си побара референт за односи со јавност. Но Иван сите битки сам си ги тера. Од годинава е неговата преписка на социјалните мрежи во одбрана на книгата за деца и младенци Снеговите на Клементина Евин од Горијан Педревски, која на еден од порталите беше напаѓана, анатемисана и со предлог да се тргне од програмата за основно образование од неколку причини. Нема да бирам страна дали се сложувам со критичарката или не, туку ќе укажам на тоа дека Иван Антоновски влезе во полемиката многу зрело и со цврсти докази. И кога обичните интернет преписки се движат по некоја линија на ти ништо не знаеш, ти си позер, фейкер, хейтер, Иван задржа ниво, крена ниво и на еден обичен интернет дуел настапи со про и контра книгата.
Се покаже како одличен полемичар, подготвен теориски многу добро, со една канонада од факти и со многу теорија да ги улови слабите места на критичарката. Нешто што ме натера да си помислам, еве го Атанас Вангелов од периодот кога пишуваше во Старт. И покрај останатите критики од трети лица што следеа и беа напишани на јазик простејши, во буквална смисла на зборот, Иван повторно одговори на едно джентлменско ниво кој работи со проверени теми, а не само со играње адвокат на ѓаволот. A gentleman will walk, but never run. Така вели Стинг во една песна, таков е и Иван. Доека сите трчаат со обвинувања и анатеми, Иван чекореше сигурно со својата книжена наобразба и сигурен збор. Дали ја доби оваа полемика? Искрено, не знам, не е ни важно, се зборуваш за тоа, се крена прашина. Интернет и Фейсбук дебатите и без тоа се кратковечни до следната книжевна, политичка или джетсетарска мастика за джвакање. Иван застана во одбрана на книга што ја сака, во одбрана на автор во кого верува и автор кого го сака, и тоа не го прави за дневна допадливост или за лајкови. Тоа го прави од верба во уметност. Есеистот Иван. Иван се пројавува како успешен есеист. Додека разгледував по неговите напишани нешта, најдов на еден интересен текст за еден од првите македонски дводомни писатели кои твореле на други јазици. Томо Смилјанич Брадина, значаен просветител, војник, публицист, етнограф. Со јазик на сериозен исследувач на литературата, Иван успева да се тргне од политичката линија за која најчесто се дискутира за Брадина по форумите и да го согледа во едно поетско светло. Преку неговите песни за деца, сепак не глорифицирајќи напразно, ниту пак еден само рационален пристап кон материјалот. Антоновски настапува отворено кон овој македонски поет од периодот пред македонизмот и го разгледува од аспект на тогашните прилики во Македонија. Антоновски вели, цитирам: "Поаѓајќи од фактот дека овие песни за деца не само што се едни од прво напишаните во македонскиот книжевен 20 век, туку се едни од првите, ако не и први што овој автор ги има напишано во текот на својот животен век. И затоа сметаме дека навистина тие заслужуваат пофално критичко вреднување, затоа што го промовираат како поет кој уште кога ги прави своите први чекори во пределите на уметничката литература, знае да ги искористи можностите на поетскиот израз и да напише песна што го исполнува сето она што е естетски критериум за вистински вредна творба во стихови. Независно кој е нејзиниот примарен читател, а во која го има и сето она што е спецификум на литературата, што е соодветна за возраста на читателот дете." Затворен цитат. Ова се зборови на образован литературен критичар и истражувач. Ова не се зборови на студент кој што првпат се бори со своите фусноти, со цитатите, со користената литература. Силен, аналитичен и широко образован и литературно љубопитен, Антоновски го следи моделот на своите професори критичари, од кои двајца седат на оваа маса и покажува дека достојно им го испекал занаетот. Во еден друг свој есеј, насловен како "Дали молчи македонскиот писател", тој покажува дека не е зависен само од постарата литературна генерација која најчесто се оглушува пред младото перо, туку се јавува и како поборник за поетиката на своите современици, малку постари или малку помлади од него. Не ја заборава својата лектира, но не ни оди кон некое постојано канонизирање, каде одстапено место само за старите поетски предходници. Антоновски вели уште и дека, цитирам: "Се тоа укажува дека мораме да бидеме реални и да прифатиме. Тоа што преку многобројни примери гласот на македонскиот писател го препознаваме во неговото дело само по себе, не го менува фактот дека еден дел од нашата јавност има впечаток и место гласот на писателот слуша молк. Фактот дека во македонската културна средина постои зид што не дозволува гласот на македонскиот писател, а тоа значи гласот на македонското дело, доволно гласно да допре до еден голем дел од македонската јавност, до еден голем дел од широкиот читателски аудиториум." Затворен цитат. Иван успешно балансира помеѓу традицијата и иновацијата. Во начинот на пишување останува верен на постариот ков на сериозни анализи и студиозен пристап, без разлика дали е тоа еден автор или група млади поети и прозаисти, но од друга страна навива за и ја промовира младешката енергија и младиот поетски пркос. Дури кога пишува за своите колеги, не го прави тоа со пристрасност, туку истите луѓе со кои пие чаша вино на поетско читање, со кои плива во слободните часови за одмор на струшки вечери на поезијата, сите нив ги представува низ сериозна научничка диоптрија,
Независно од тоа дали се поети почетници, млади поети без збирка, со една збирка, со 2, 5 и така натаму. И најлирските стихови ги разложува со една научничка студеност. Не како незаинтересираност, туку како професионалност. Во годините што доаѓаат ќе биде чест литературно да те потфати Иван на анализа, како што сметаме дека е чест кога ќе те потфатат Кристина Николовска, Венко Андоновски, Весна Мојсова Чепишевска, Јасна Котеска, како што беше чест кога ќе те потфати Вангелов, Старделов, Тодоровски. Извинете за долгата листа, можам уште, ама не би сакал да навредам никого. Во една анализа на песната Молитва од Конески, систематично се задржува на пунктовите на доброто, злото, вербата, па во еден наврат вели, отворен цитат. Препрочитувајќи оваа песна, уште еднаш оценуваме дека поради тенденцијата поезијата на Конески не само да се оценува, туку и да се толкува во тесен македонски или балкански контекст, неретко не се евидентираат значењето, вредноста и универзалноста на поетската порака. Особено во песните што ја представуваат последната деценија од творешкиот живот на незначајниот македонист. Предполагаме дека токму тоа контекстуално ограничување при доживувањето и интерпретирањето на оваа песна е една од причините поради кои во неа се бара политичка мотивираност или политичка актуелност. Истовремено, при самиот прочит кој инсистира на политичката актуелност на песната, интерпретативниот однос веројатно многу повеќе приклонува кон субјективните фактори што го тангираат самиот херменевтик читател на нашето време, отколку кон поизначенската отвореност што ја нуди Молитва од Конески, како и секоја друга добра песна. Од овие извадоци може да заклучам дека Иван Антоновски докрај ќе биде бескомпромисен критичар. Иван студентот. За жал, јас ја немав таа чест да го познавам Иван во часовите по современа македонска литература, кога со останатите помлади колеги разговаравме за поезија, кратки раскази, кого да читаме, кого да прескокнеме, кого со кого да компарираме и слично. Но со тек на времето, во неврзан разговор со професорите и асистентите, слушнав многу интересни пофалби и зачудувачки нешта за дечкото со качкетот, како што умеев да го наречам во тој период. Носеше качкет цело време. Во неколку наврати, наменувајќи во библиотеката на катедрата за македонска книжевност, наслушнував еден продорен глас кој се искажува по однос на литературата подалек од фразите во книгите, скриптите и учебниците на професорите. Увидов дека има некој критички нерв во овој вундеркинд кој разговара, дебатира, контрира со колегите и професорите, сакајќи да го каже својот став без апетит само да минува, да вика да професоре, за да лапне висока оценка. За него и убавото и вистинското пред корисното. Неговата дипломска работа, за која верувам појде, ќе каже професорот Андоновски, е едно од оние дипломски работи кои што професорите ги читаат со неописуво задоволство како сопствена најдрага книга. Еве што вели за него професорката Јасна Котеска. На листата на неговите карактерни особини се и честолюбивоста, внимателноста и цивилизираноста. Нешто што во ова време на сеопшта ерозија на моралот и на вредностите се поретко ги гледаме кај младите луѓе, а се наметнуваат како квалитети сами по себе. Антоновски е и креативен, независен и слободен мислител, чии коментари на часовите по книжевност честопати се од исклучителен когнитивен, естетски и етички квалитет. А за сето тоа стои посветеноста, вредноста, дисциплинираноста, редот и конзистентноста. Иван поетот, за ова предмалку зборуваше професорката Николовска, но е вака телеграмски само еден извадок, што вели поетот Евтим Евтимов. Поезијата го надарила со љубов, а љубовта родила вистинска поезија. Тоа свето тројство, талент, љубов и поезија, најверојатно се главната причина за да се појави тоа литературно чудо, наречено Иван Антоновски. Побарајте го, тој е поет целиван од Бога. Знам дека сега треба да му отстапам место на професорот Венко, никогаш не е ставен во шахмат позиција, за да каже уште нешто за работата на Иван. На Иван само сакам да му кажам оние нешта кои што не успеав да му ги кажам во Велестово. Официјално му посакувам уште тон стихови, уште тон есеи, уште тон препеви, но верувам во тебе, брате, и не ти посакувам од трњето кон звездите, туку од звездите до уште многу поетски универзум. Честно те познавам и те благодарам.
Ако зборот, а со него и песната како простор во којто има најголема моќ, представува рамнотежа меѓу исконскиот извор на светлото и темнината, која се манифестира во сенката, и со тоа представува синтеза која ги поврзува бескрајот на небесата и бескрајот на дното. А ако светлината, онака како што беше представена во филозофијата на Ренесансата, представува сврзувачко ткиво помеѓу горните и долните сфери на Вселената, повторно се констатира дека и едната и другата, иако секоја на за себе својствен начин го остваруваат истото, и повторно доаѓам до она што беше моја поидовна точка. Поезијата е светлина, вели Антоновски во неговиот есеј Заедничката судбина на песната и светлината. И поезијата на Антоновски представува светлина. Дури и тогаш кога тој ни вели "Фенерот го најдов", не светеше веќе. Или кога ни укажува дека Дон Кихот немаше вистински наследници. Никогаш не сум помислил да му се поклонам на Хефест, ниту жртва да му принесам. За мојата војна не ми е потребно оружје како она што тој му го искова на Ахила. Оти никој не се сетил мене да ме избања во водите на Стикс. Оружје свое јас си имам. Во работен ден, кога не работеше никој, од ковачницата на Сервантес бесрамно го украдов. Оти знаев, за таа кражба никој не ќе ме прогонува. Дон Кихот немаше вистински наследници. И еве подготвен сум во секој миг да тргнам и на ветерниците да им се спротиставам, иако знам, тогаш сите лудници ќе распишат потерница и по мене. Но никој не прифаќа верен Санчо Панса да биде. Поезија која е доказ дека традиционалните основи на суштествувањето на човекот се живи. За поезијата на Антоновски не е тешко да ја искажам апологијата. Првоусетна и древна, своеглава, но сепак точно одмерена, исчистена од наративност и предпоставување, од неумерена употреба на зборовите, надарена со деликатен, верен, веројатно вроден усет со кој го восприема неконтролираното избувнување на животот. Тоа е чудото на едно ново пишување, спасително срочено со рефлексот на родениот поет, кој ги обожува зборовите, кој е влюбен во зборовите, а не блудничи и не си игра инфантилно со нив, вели бугарскиот литературен критичар Катја Зографова. Да ја славиме светлината со Хорнпип во Дедор од Георг Фридрих Хендел.
Почитувани почитувачи на зборот. Возвишен е мигот кога учителот ќе проговори за својот ученик, професорот за својот студент. За Антоновски, неговите професори, досега говореле многу пати. Во 2011, кога овој млад автор ја доби наградата 13 ноември на град Скопје, професор доктор Нина Анастасова Шкринјарич истакна: секој професор во својот работен век искрено се надева дека ќе најде студент кој ќе биде вистинско откровение. Па од тука и моето безмерно задоволство, бидејќи ја имав таа сатисфакција да добијам студент за кој со сигурност можам да кажам дека ќе одбележи не само генерацијата, туку и деценијата. Студент како што досега не сум сретнала во мојата речиси 3-деценијска работна кариера на Филолошкиот факултет во Скопје. Иван Антоновски. Во истата пригода, професор доктор Јасна Котеска, пишувајќи за Иван Антоновски како за млад човек, кој во својата генерација функционира и како еден вид социјален кохезивен фактор, меѓу другото потенцираше: Антоновски е и креативен, независен и слободен мислител, чии коментари на часовите по книжевност честопати се од исклучителен когнитивен, естетски и етички квалитет, а за сето тоа стои посветеноста, вредноста, дисциплинираноста, редот и конзистентноста. Истовремено, тој е фокусиран кон соработката, отвореноста и споделувањето, особини кои кај него одат заедно со благодарноста, внимателноста и тактичноста, а со своето севкупно студентско поведение, на студентските задачи и активности, како и на универзитетскиот живот во целина, им ги враќа веќе помалку загубените квалитети на достоинство, вредност, важност и цивилизацијска смисла. Вечерва за Антоновски ќе говори професор доктор Венко Антоновски. Почитувани и драги пријатели, мислам дека после ова што беше кажано, јас сум ставен во ситуација да собирам трошки од масата. Тоа дома редовно го правам, не е никаков проблем како домаќин, така што и овде ќе се обидам истото да го направам. Најпрво сакам да ви кажам дека, ете, беше нагласено како професор. Најпрво сакам да ви кажам дека верувам само во едно, дека добар учител е само оној кој што ќе дозволи да произведе ученици подобри од него. Секој оној кој што ќе ги репресира за да остане подобар од нив, тој не е добар учител, затоа што добрината на учителот е во неговиот залез, а не во неговиот изгрев. Доблеста на учителот е кога тој заоѓа, а зад него се јавува друго сонце, кое тој го произвел. Тешко на оние учители кои се наоѓаат на залез и заоѓаат, а зад нив нема ништо. Не оставиле ништо. Во таа смисла зборувајќи, јас сум денес горд што еден мој студент, на кој што ми беше сигнализирано уште од прва година, јас предавам подоцна, ми беше сигнализирано дека е исклучителен. Јас сум горд што, ете, можам со неколку скромни зборови да го одбележам неговото творештво, кој во меѓувреме многу нарасна, кој се развива брзо со брзина на метеор кој влегол во атмосферата. И морам да ви кажам дека кога ми рече дека сака да работи дипломска работа на една тема што само ја зачнав јас во мојата магистерска теза пред многу години, пишувајќи за символистот Матош, а тоа е за вредноста на вокалите, за нивната колоритна вредност, јас бев, просто не можев да верувам во тоа што го слушнав. Бев убеден дека никој, ама баш никој од генерациите што доаѓаат нема да се заинтересира за фонетика, за импресивна и експресивна фонетика, за подречја кои не се предаваат кај нас во Македонија, или барем не се предаваат онака како што јас сум имал прилика да ги слушам во Загреб. Тој човек почна од неколку анотации од една моја стара книга, која
најверојатно имаат прочитано 10-15 мои колеги стручни луѓе, и од тоа извади дипломска работа со што покажа дека нема стари теории, дека има само добро применети теории и дека има лошо применети теории. Дека Аристотел е наш современик, дека можеме да го сметаме и за постмодерен теоретичар. Исто како што некоја нова теорија не значи по дефиниција дека е добра. Зависи кој ја применува. И јас сум среќен што во она списание Репер, кое тој ја го покрена со уште неколкумина млади, авангардни луѓе, напредни луѓе, значи во тоа списание Репер прочитав и уште една студија семиотичка на Иван, мислам, како некако да се заинтересира за она што јас веќе сметав дека нема да ги интересира моите студенти и дека е време како што кој ќе износите едни чевли треба да ги замените со други, нели така ги менуваме и теориите, но тој покажа дека добар чевлар може и од стар чевел да направи грациозен чекор, односно да се направи нешто што навистина наликува на танц. Во таа смисла неговата дипломска работа јас ја ценам извонредно високо. Тој е човек кој што не робува на научни стереотипи, кој што е извонредно прецизен, кој што верува во традицијата, во науката и знае да ја комбинира со она што е најново. Сега, тука неколку пати се спомна полемиката. Не би сакал тоа да се свати како жанр кај него. Не е неговата поезија полемична, не е неговиот есеј или критика полемична. Неговата душа е полемична, што значи таа сака да расправа, таа е љубопитна душа. Полемичар може да биде само љубопитен човек. Оној кој е површен нема никогаш да расправа за ништо. Оној кој е површен е и послушен. А послушните напредуваат со лакти, додека непослушните напредуваат со ум. И драго ми е што ете тој мој студент го избрал тој потежок пат за да напредува во она што го викаме општество, во она што го викаме една култура и како што гледам добро се движи во тоа. Во поговорот на она антологија што за мене е исклучително важна, а ја имате тука, ветерот носи убаво време, тој на еден, како би рекол, алтруистичен начин го сподели својот несомнен талент. Нема потреба да го убедувам дека дете кој е напишало прва книга на 8 или 9 години е талент. Го сподели својот талент со цела една генерација повозрастни луѓе. Со тоа, некако ми го стопли срцето затоа што јас имав еден сличен старт во книжевност. Мене мојата генерација ме сапаше само за критичар и за локомотива и за антологичар, кој што треба да ја пробие таа генерација, затоа што и ние, како и тие, верувавме дека сме репресирани, дека живееме во сенките на живите литературни споменици, дека ние сме тие што ќе ја исправиме на литературната неправда, ќе направиме превреднување. Тоа е одлично, тоа е супер, тоа е се добро. Но сакам да кажам дека тој навистина го сподели својот талент со цела една генерација и направи генерација во македонската книжевност. Таа генерација поетички не е или манифестно униформа. Ако нешто им е заедничко, тоа е дека се различни. Тоа им е единствената сличност. Но има една мета инстанца од која тие луѓе се заеднички. Тоа се луѓе кои буквално бараат простор да излезат на површина, што говори за конзервираноста на нашата култура. Тие се шлаканица на нашето време. Тие се шлаканица на нашиот морал, кој што, барем според мене, без морал не може да има ни висока естетика. Тоа се луѓе кои, ако ја замислиме македонската книжевност како една голема книга, се осмелиле да шаркаат со моливче по маргините. А постојат такви досадни книги во кои забелешките на маргините се поинтересни од текстот на самата книга. Тие не прашуваат дали текстот на нашата македонска книжевност стана веќе толку здодевен, што е потребно на маргините да се шарне,
со моливчето, со нивниот личен ракопис на нивната генерација. Јас и во Загреб, кога ја представував оваа генерација, кажав дека тие се во имплицитна полемика со нас. И тоа е најубавото нешто. Нека дојде и до експлицитна, не се плашиме. Имаме оружје да вратиме. Меѓутоа, интересно е дека тие полемизираат со делата. Секое ново дело е на некој начин полемичко самото по себе. Самото дело веќе е имплицитна полемика по однос на претходните дела, затоа што е поинакво и поразлично од нив. Мојата генерација се задуши веќе во рециклажи, тоа го кажав и во Загреб, се задуши веќе во рециклажи, во постмодерни техники, во палимсестни, во колажирање, во бриколажирање и така натаму и така натаму. Оваа генерација ми се чини дека носи нешто ново, и тоа е таа мета нивна втора заедничка особина, освен разноликоста на стиловите, а тоа е полека се враќаат кон стварност. Полека не враќаат критички кон стварноста во која нема доволно воздух за нив, нема доволно работни места за нив, нема доволно разбирање за нив, нема едноставно место да се реализира, тие барат место под сонцето. Тоа е таа генерација. И одлично е што се појавува, и одлично е што има луѓе кои застануваат зад нив, и од мојата генерација, и професори, и кои веруваат во нив, иако и самиот знам дека поимот генерација е нешто многу, многу лизгаво, самиот сум работал вакви слични антологии и на српски, па кога денеска ги отворам, вака со некоја тажна среќа гледам дека од 40 луѓе од кои сум сакал сите 40 да успеат, останаа едва 4-5, но тоа е огромна цифра. И затоа сакам Иван да продолжи таму каде што во моментот е, а тоа е во својата младост и во својата поезија, затоа што само младост и поезијата веруваат дека 20 рубли и 20 години никогаш нема да се потрошат. Треба да веруваме. Почитувани присутни кои верувате во силата на речта, вечерва ние говоревме многу, а не кажавме се. И не можевме да кажеме се. За овој млад човек допрва ќе има што да се кажува. Иако во криковиот неископан гроб тој напиша и забрана за пишувачите на животословија, песна која завршува со стиховите. За мене молчете сите конеми, барем едно цело столетие. Животословието нека биде напишано дури тогаш, кога од другата страна може би пак ќе се видиме. Нека биде напишано ако вистински сум се родил, ако навистина сум паѓал и сум станувал, ако вистински сум живеел, ако вистински сум умирал и сум се преродувал, ако навистина сум постоел. И вечерва, со неговото творештво, како да бевме на неговото копно помеѓу два брега, за кое тој пее. Помеѓу два брега самува едно копно, а на него самува едно фрлено, расплакано око. Еден младич решил да го принесе виделото свое, за пак да протече една пресушена река на која изворот никогаш не е бил најден. Запонеа да појде и да најде еден мост, оној што е созиден од таткото негов, да сети каде го цицал мајчиното млеко. Може би мајката негова уште самува таму и уште го чека за пак да го надои како единствен син. Запонеа да појде и некаде на брегот да ја најде како самува бавчата на која се родил и во дланките своји да понесе вода за да ја навлажни почвата, која сигурно одамна е сува. Може би и таа токму него го чека за пак да стане плодна. Еден младич
го принесе виделото свое, за пак да протече една пресушена река. За по неа да појде и на крајот да го најде. За прв пат да допре едно несолено море, кое само него го чека. Дозволете ми да го поканам младичот, кој со своето творештво ни го принесува виделото свое. Оној за кого вечерва сме тука. Иван Антоновски. Драги пријатели, почитувани присутни. Навистина не знам што да кажем, особено што дури седев овде, во еден момент ги исклучив мислите и помислив на едно прашање кое што ми беше поставено неодамна. Во едно интервју, прашањето гласаше како би се изгледале ако бидете вонземјани. Одговорот што им го дадов беше најверојатно исто како и сега, бидејќи многу луѓе кои што знаат дека книжевноста за мене е животна и професионална определба, честопати ме гледаат како да сум од друга планета, а и кога тие ќе почнат да зборуваат за нивните големи бизниси, и самиот се чувствувам како да сум паднат од Марс. Морам да ви се заблагодарам што благодарение на вашето присуство вечерва не се чувствував ниту како паднат од Марс, ниту како дојден од друга планета. Среќен сум што еве, барем една вечер можев да се чувствувам како човек кој што сака и може да живее со книжевноста. Кога ми беше понудено, односно соопштено дека во рамки на програмските активности на КИЦ предвидена оваа книжевна вечер, долго размислував и искрено не сакав да прифатам, ме разубедија два настани. Едниот беше кога за тоа разговарав со професорот Венко и ми рече дека не би требало да се откажам и така натаму. Јас бев навистина во голема дилема дали ова треба да се случи, дали навистина сум заслужил ваков настан. И по тој разговор се уште дилемата постоеше. Морам да признам, прифатив тогаш кога Душко Крстевски прифати да говори вечерва, затоа што знаев дека иако грешам, иако имам некаде каде што навистина не вредам, тоа ќе ми го каже и овде и сега, а не само некаде настрана, туку и овде пред сите вас, затоа што навистина сакав ова да се случи ако навистина сум заслужил. И вечерва од кога го слушнав се тоа, не знам дали сум заслужил ваква средба, но знам дека по ова ме чека навистина многу работа да ги завршим сите оние проекти кои што сум ги започнал, проекти за кои што самиот себе си ветив, ќе работам, ќе создавам, ќе оставам меѓу корици, ама без средби тет-а-тет, туку оние кои што ќе сакаат да видат што сум сработил, нека посегнат по она што ќе остане во библиотеките. И она што по некоја логика требало да се каже вечер било тоа каде се гледам себе си по оваа книжевна вечер. Денес луѓето многу често сакаат себе си да се гледаат во убавото, а многу ретко се обидуваат да го пренедат убавото во себе си. Книжевноста и книжевната наука за мене се убавото. Затоа, поаѓајќи од тоа дека човекот не треба да се гледа себе си во убавото, туку да го бара убавото од себе си, вечерва не можам да кажам таму сум или таму одам. Само можам да кажам нема да го скротувам оној порив што за време и смисла не прашува. Ќе бидам онаму каде што тој ќе ме одведе. Морам да им се заблагодарам и на оние кои беа од оваа страна, моите драги професори, мојот драг колега и пријател Душко Крстевски, на актерката Зорица Панчик, кажа многу работи кои што мене ме изненадија, дури морам да забележам дека на моменти ми беше и непријатно, не бев сигурен дали сето тоа сум го заслужил. Ако сето тоа го мислат искрено, тогаш сум им неизмерно благодарен.
Ама все пак морам да напоменам. Ако не го мислат искрено, неискрено сум им неблагодарен. Затоа што навистина овие зборови се обврска, но и исто време патоказ дека треба да продолжам онаму каде што сум тргнал, она што можам да го најавам, збирката есеи и критики, неотворени прашања, која што ја работев подолго време. Се надевам дека тие прашања ќе ги отвориме во текот на следната година. Ќе следува еден период во кој што навистина од ваквите збегнувања ќе се повлечам и ќе се посветам на диалогот со себе си, на диалогот со текстот. А сега ве повикувам на она што е вистинска книжна вечер, на наш заеднички диалог, на ако е потребно и наша полемика, надвор од овој простор, да оваа вечер да ја минеме со книжевноста и за книжевноста, со убав збор, со убав разговор. Може би ова е мигот во кој што книжевната вечер вистински ќе започне. Ви благодарам.
Сликајте се како и досега, а од сега вашите фотографии ќе ги добиете најбрзо и најквалитетно. Прво комплетно дигитално фотостудио со најнова технологија, резолуција до 600 точки, 2400 слики на час или цел филм за само 5 минути, лазерски принт, плюс обработка на вашите домашни видеоматеријали. Посетете не Метеор Digital Express.